Добро вечер. Добре дојдовте во ново издание на емисијата Што не е јасно на телевизија Алфа. Денешните тестирања на COVID-19 позитивни во државата покажаа бројка од 96 нови случаи, но имаме загрижувачки 10 починати. Дали мерките се носат колку да се донесат? Колку е колективната одговорност важна да се спречи ширењето на болеста? Вечерва разговарам со човек кој што е 27 години во струката на епидемиологијата. До сега поминале низ неговите раце многу епидемии, 2 пандемии, светски, првата свински грип, ова е втората. И секогаш кога зборувал во јавноста, мој личен заклучок и став било дека 2 цели му се приоритет: животот на граѓаните и заштита и да се зачува здравствениот систем. Председателот на Комисијата за заразни болести, доктор Жарко Караџовски, добре дојдовте во Алфа. Добро вечер, благодарам на поканата. Докторе, очекувано е кога се наоѓаме во состојба на вонредна ситуација, на светска пандемија, секогаш да се бара некој кривец и одговорен за нешто што се случува. Меѓутоа, почесто ние лично не тргнуваме од самите себе. Колку сме ние одговорни. Меѓутоа и колку се одговорни лицата кои што ги креираат мерките и прават се или не прават ништо за нешто да се спречи или да не се спречи. Во оваа емисија се надевам дека ќе разговараме отворено за сите предизвици како Комисија за заразни болести со кои што сте се соочиле, колку вашиот збор се почитувал или не се почитувал, дали имало некакво влијание или немало никакво влијание. На почеток би сакала да започнам со едно. Денеска сме 20 јули. Ако во март ви кажа дека во јули ќе зборуваме за позитивни случаи со корона во Македонија до 200, што ќе беше вашиот одговор? Благодарам за прашањето. Да направам една мала ретроспектива на функционирањето на комисијата и активноста која што ние ја спроведувавме. Па ќе ви одговорам за бројката што денеска се случува. Комисијата е стручно советодавно тело на министерот за здравство. Ја формира Министерството за здравство од лица, професионалци, стручњаци во својата област, кои што недвосмислено знаат и умеат како да работат во својата пракса, лица со над 25 годишно искуство. Како што рековте, сум поминал сито и решето во државава, се што ни се случувало од 1994 до денеска. Сите епидемии, труења, алиментарни, епидемии на респираторен систем, сето тоа поминало низ работата моја преку Институтот за јавно здравје и соработката со другите колеги во епидемиологија. Комисијата за заразни болести е составена од 16 членови. Еминентни епидемиолози, инфектолози, микробиолози, хирурзи, лица кои што работат во превентива, санитарни инспектори, Министерство за здравство, и тие се тие кои што споделуваат информации при секоја тема за која што се разговара на нашите состаноци. Имено, до сега сме одржале 106 состаноци кои што се верифицирани со информација, односно заклучоци заверени во Министерството за здравство. Значи, не е туку така некој кој ќе рече дали вие воопшто заседавате и дали вие воопшто правите муабет на некоја тема. 106 состаноци. Работиме и сабота, и недела, и вчера бев на работа, и вчера имавме одговорни лица кои што ја следат состојбата за да донесеме одлука. Првиот случај во Република Македонија Северна беше на 26 февруари. Меѓутоа, комисијата, и јас лично како член на таа комисија, во тоа време представник на комисијата бев, член на комисијата, пошто професор Миле Босилковски беше во тој период председател на комисијата. Зборувам за февруари и почетокот на март. Јас оваа функција превземав некаде во средината на март, крајот на март. Сознанието што ги добивме од Кина преку релевантни медиуми и авторизирани часописи кажуваше дека тамо нешто се случува. Ние ковид не сме го учеле на факултет. Ние за ковид прв пат слушнавме годинава. Ние знаеме дека некаде нешто се случува, меѓутоа релевантен податок од светски извор не се добива така лесно.
бевме принудени да читаме и се едуцираме. Во февруар месец ни дојде и кај нас на 26 февруари првиот човек, првата личност која што ни дојде од Италија, жената која што дојде, наша сограѓанка која што дојде од Италија и таа што беше прва позитивна. Меѓутоа првиот заболен и првите умрени лица се јавуваат после 8 март. Значи, кога ме прашувате во март месец некој да ме прашаше што би се случило во јули, никој од нас на крај памет не ни беше дека ќе се епидемијата толку развие, со таков број на луѓе, со толкава инциденца, со толкав морбидитет и морталитет, да очекуваме ваква состојба. Зошто? Објективно има мерки кои што светот ги препорачува, кои што светот ги спроведува, меѓутоа ние исто така ги купуваме во наводници тие мерки и ги имплементираме на нашето поднебје. Првите луѓе кои што беа лица кои што беа инфицирани со ковид беа лица кои што дојда од странство, најчесто од Италија и од Ломбардија. И ние фокусот ни беше на Кина, да не ни влезе преку Кина, односно со летовите преку Истанбул, Доха и Дубај, зашто на нашите аеродроми и границите направивме рестрикција и тестирање на лицата што доаѓаат од Кина. Меѓутоа, кога видовме дека во Европа се случува истото, ние моравме да го преуредиме алгоритмот и да кажеме дека освен Кина, нас во моментот ни е приоритет и Северна Италија, Ломбардија, Венето и градовите Милано, Торино, Дженова, Венеција, Верона и така натака. Бидејќи се фокусиравме на овие предели, ние во првиот момент ја контролиравме многу добро ситуацијата. Зошто? Имавме метод на рано предупредување или алертирање во состојбата. Второ, тестираме само лица согласно алгоритмот, кој што го направивме, и имавме увид во актуелната состојба. Комисијата има изготвено 46 алгоритми за разни области од нашиот живот. Тоа е многу битно да се знае. Тоа се по 2-3 страни, а заклучоците и дискусијата на 106 заклучоци, односно 106 состаноци, можеме да направиме книга од 300 страници. Сега, бидејќи е тоа така. Одредени работи што ни се случија во државата, не по наша вина на комисијата, бидејќи ние сме тие што ја предлагаме мерката, државата и власта е таа која што ја спроведува. Кои одредени работи? Одредени работи. Пред се што беше? На почеток правевме 200 теста, зашто државата не беше спремна во делот на огромно тестирање кој што го имаме сега. Правевме 200, 250, 300 теста, Институтот за јавно здравје се набавија тестови, се направи апаратура. Извинете, ќе ве прекинам. Вие баравте повеќе тестирање, меѓутоа државата не успеа. Не, во моментот направивме алгоритам. Согласно алгоритмот нас ни беше сосема доволно број на луѓе кои што ни доаѓаат од странство. Ние кај нас немавме случај, зашто се фокусиравме на надвор да не ни влезе вирусот од надвор. Оној момент кога имавме неколку настани во државата, а тоа се погребите во Дебар. Лицата кои што дојдоа заразени од тамо и вирусот јасно го пренес. За тестирањето зборувавте, да се вратиме на тоа. На почеток имавме 200-250 теста на дневна основа. Сега имаме 1700 вчера теста. Немаше купено доволно тестови? тестове? Не, државата имаше, меѓутоа ние се надевавме дека ќе останеме на тоа ниво, затоа што немаме случаи во државата. Колку за од надвор што ни доаѓаат, сосема доволен број на тестови. Затоа ли не беше потребно, бидејќи често пати во влада кога се одржуваа пресконференции, кога прашуваа медиумите зошто не се тестира многу повеќе? Не имаме алгоритам и сега. Зошто нели сега се прави тој скрининг, зошто тогаш не се правеше тој скрининг? Значи, оној момент кога го направивме алгоритамот, констатиравме дека бројот на тестови соодветствува со актуелната епидемиолошка состојба во државата. Меѓутоа, вирусот влезе и почна да се шири на локално ниво, односно локална трансмисија на вирусот. Локална трансмисија прво се случи во Дебар. Тамо ни беше подрачје хотспот, односно место каде што имаме зголемен број на настани и зголемен број на позитивни. Лесно беше Дебар да го локализираме, да го ставиме во така наречен карантин. Зошто? Два излаза има Дебар, едниот е према Струга, едниот е према центар Жупа и према Радика, према Маврово. Лесно можеш да ставиш град со два излези. Ги оставивме нашите стручњаци унутра, оставивме тестови, оставивме медикаменти, оставивме кревети, оставивме медицински персонал, додека не ја видиме состојбата 14 дена. После спроведување на ургентна и јака мерка, останува само да ги чекаме резултатите. Ние Дебар
многу лесно и многу елегантно го решивме заради тоа што е внатре ќе се зарази, што има тешка клиничка слика, по сила на тежината на клиничката слика ќе го однесеме да се лекува во Скопје, а останатите ќе го прекрцаат она што се вика инфективниот период. За нашите гледачи што е битно? 80% од сите инфицирани лица имаат асимптоматски период, односно лица кои што во периодот од 14 дена не покажуваат симптоми. Тоа се така наречени најопасни ширачи на инфекција. 10 до 12 до 15% од граѓаните што се инфицирани покажуваат лесна клиничка слика. Лесната клиничка слика се манифестира отежнато дишење, сувана дразнителна кашлица, повишена телесна температура, губиток на мирис, губиток на вкус, тегоба во делот на дигестивниот апарат и она што најлошо ние велиме, пнеумонија, дали еднострана или обострана. Тоа се потешките клинички слики. Од овие 5% што ни останаа за тежина на клиничка слика, 3 до 5% заслужуваат хоспитализација заради тешката клиничка слика. Ова е вирус кој што прави мултиафекција на повеќе органи во човековиот систем. Најтешко настрадуваат белите дробови со масивна пнеумонија обострана, при што човековиот организам се соочува уште и со оштетување на црниот дроб, на срцето, на бубрезите, на централниот нервен систем, на крвотокот и затоа човекот не може да издржи 1,5 до 4% заслужуваат да ги ставиме на респиратор. Што добиваме со тоа? Му помагаме на организмот да се фокусира самиот да може да издржи, затоа што интеркосталните мускули на ребрата му дозволуваат на белите дробови да се шири плуќата и да се собира. Со самото тоа вештачки удуваваме кислород. Во периодот од април и почетокот на мај состојбата беше далеку под контрола. И што ја извади состојбата од контрола? Состојбата што ни се случи? На почетокот на мај имавме неколку немили настани според мене, немил настание, затоа што алгоритмот што го дадовме јасно укажуваше дека одредени собирања на лица во одредена институција, надворна улица, во одредени објекти или спроведување на некоја активност која што се вели групирање на повеќе лица на растојание од 2 метра, не носење на заштитна маска и евентуално она што го викаме немање на надзор врз овие лица, може да доведе до ширење на болеста. Што беа тие? Прво, литијата во струга. Второ, непочитување на мерките за дистанца во Скопје и во поголемите градови. Оној момент, повторувам, тогаш ќе го речам не бајрамот, рамазанските празници и светковините кои што се 30 дена. Значи, литијата, неносењето на заштитна маска, групирање, рамазанските празници и она што... Ифтарите кои што имаше вечери. Апсолутно, ги видовме тие слики. Меѓутоа ги видовме сите немили настани на државата. Пазите, во тоа време имаше полициски час и вонредна состојба. Што тоа значи во пракса кога имаш вонредна состојба? Одредени институции во државата мора да ја контролираат спроведувањето на таа вонредна состојба. Така е, секаде така би требало да биде. Ако народот си дозволи луксус во време на полициски час и вонредна состојба да не почитува мерки, треба да се казни. Треба ригорозно да се казни за пример. Меѓутоа, тоа не се случи во држава. Како во една авлија каде што има 5 куки и каде што има семејство од 40 луѓе, полицијата да влезе внатре, од кај знае што прават тие луѓе внатре и да ги казнува? Знам на што циљате, меѓутоа имавме во делот на полициски час и водена состојба, се играше фудбал на улици на кои што не требаше да биде ни едно лице надворно отворено. Значи, имавме родендени, свадби, крштевки, мекици и сите настани кои што беа забранети. Значи, ако некој забрани, тоа значи дека треба да има почитание на таа мерка. Зошто ќе ме прашате? Дали комисијата изготви протокол за спроведување на тоа? Да, 40 протоколи. Од моментот кога ќе ме прашате како ќе функционираат кафичи, ресторани, кафани, па до како ќе функционираат базени, како ќе функционираат прослави одредени, сето тоа е направено. Како ќе функционираат хотели, како ќе имаат плажите, све сме направиле. На населението му дадовме избор се што прави да биде веќе под негова совест.
Зашто не можеме ние повеќе да изиграваме не комисијата, никој во комисијата, никој во здравствениот систем. Ние се бавиме со медицина, ја не се бавам со теренска активност, дали некој прави прохибиција на полициски час и дали прави белин таму кај што не треба да прави белин. Со други зборови, оној момент кога комисијата доби отворени раце да прави протоколи за сите можни активности, дали ќе има ракомет, фудбал, кошарка, одбојка, шах, ние тоа го направивме. Дали ќе има прослави? Да, меѓутоа со протокол кој што укажува колку луѓе, каде, кога, на кој начин, со кои средства ќе направи рестрикција на своите активности за да не се направи ширење на вирусот. Ни се случија рамазанските и бајрамските празници, ни се случи литијата, ни се случи непочитување на мерките. Од неколку десетици случаи кои што ги имавме и 3 до 5% позитивни од вкупниот број на тестирани случаи, тоа беше некаде на крајот на мај месец. Објективно, нас тогаш да не прашавте дали што очекуваме веднаш. Комисијата заклучи дека после сево ова може да очекуваме зголемување на бројот. Меѓутоа, бројот, повторувам, насекаде во Европа со отварање на рестрикциите, така наречено опуштање или попуштање на мерките, цела Европа го има истиот проблем. 26 држави во Европа, од 53 колку што се соочуваат во моментов со зголемен број на случаи. Од неколку десетици до пар стотици и илјади случаи. При што доминираат големите држави, пошто имаат многу бројно население. На оние податоци што сега ги имавме како комисија, ги разгледуваме секојдневно. Колку има Албанија, колку Бугарија, колку Грција, Косово, Србија, Хрватска, Босна. Меѓутоа, она што стално го дискутираме, тоа е на страна. Дајте да видиме да се фокусираме на она што е кај нас. Ние имавме неколку случувања што јасно ни укажува дека ќе ни се случи во наводници бомба. Штипските фабрики текстил. Тоа е нешто што очекувано беше и самите знаете дека кога во еден погон ќе се случи да има 1, 2, 3, 5 заразени, дека целиот погон ќе треба да се затвори. Зошто интервентно тогаш не действуваше како Комисијата за заразни болести, дали можеше да действува, да ги изолира, да прогласи карантини, да го стесни кругот, за да се спречи тоа ширење? Да, најлесно ни беше и тоа го направивме, сите текстилни фабрики кај што имаше случаи ги затворивме. Тоа е најлесно. Тоа е најрадикалната и најригорозната мерка. Сите по дома ќе се тестираат тие што имаат симптоми и другите ќе се стават во изолација, само изолација. Тоа ни беше најелегантно и тоа го направивме. Секаде каде што имаме кластер, така наречен, не сакам да употребувам премногу медицински изрази, меѓутоа кластер е група на луѓе за кои што точно знаеме кој со кого се движел и кој со кого се заразил и од каде потекнуваат првите до последните заболени. Тоа се вика кластер. До минатиот месец имавме 45 кластери во државата. Првите кластери беа и во Куманово, беа и во Скопје, беа и во Дебар. Дебар го елегантно го завршивме со некои 7-8 кластери, тоа значи од една фамилија кај што биле на заедничка свеченост или некаква прослава или тамо започна со погребот, со закопот, имаме повеќе десетици луѓе. Меѓутоа, пазите, во општина Чаир, во Газибаба, имавме и по 20 луѓе од тие во кластерите. Значи ги знаеме точно со име и презиме, адреса и со телефони исти, тоа се фамилии со неколку куќи кои што живеат една до друга, а се непосредно. Како 15 кластери од Скопје стана голем број кластери? Колку имаме сега? Тоа е клучното прашање. Како стана од 1-10, од 10-20? Основата на све во делот на превенција се вика дали мерките кои што сме ги дале пред олабавувањето на мерките од државата се почитуваат или не. За да бидеме точно прецизни, се вели вака. Дали населението кое што го гледате на улица, на пазар, во кафич, во кафана, во ресторан, на автобуска станица, во автобус, дали носи заштитна маска или не? Ако не носи, ризикот е огромен. Ако јас и вие не носиме заштитна маска, а сме на расстојание од 3,5 метра, ја ви реков зошто ја носа маската сега, ја спуштам малку за да зборам поразговетно, за да не се кријам. Меѓутоа 3,5 метра. Ако имате дистанца од 2 метра, ако носите заштитна маска, ако ги дезинфикуваме рацете, ризикот е скоро занемарлив. Тоа сакам да му го порачам на населението. Оние што не се придржуваат до овие мерки, при што ни вие ни јас на расстојание помало од 2 метра, немаме заштитна маска, се загрлиме, се ракуваме, се дружиме, а такви луѓе, гледајте на улица, има двајца родители, 2 деца застануваат со друга фамилија, со трета фамилија, одат на пазар и се возат во автобус,
Тоа е тоа. Ризикот е голем. Што направи комисија, што направивме во тој момент? Знаевме дека ризикот е градскиот сообраќај. Направивме 50% од капацитетот на лицата што се возат во автобус со заштитна маска. На влезот дезинфекција. Лицата што вршат јавен превоз на неколку градови го стопиравме. Меѓутоа клучно, круцијално за све беше. Тоа е наш македонски алгоритам. Ги затворивме градинките, основни, средни и факултети. Со тие 4 работи спречивме повеќе десетици илјади инфицирани и заболени лица. Зошто? Преносители на болеста се помлади луѓе, заболуваат средна генерација, тешко запалување на белите дробови добиваат старите и тие починуваат. И тоа се случуваше до средината на мај и крајот на мај. Запирка. Што сега ни се случува? Сега ни се случува... Пред запирката, колку сето тоа придонесе, што еве го кажавте, Комисијата за заразни болести, што го имала под контрола, во повеќе наврати ми спомнавте дека вие тоа препорачавте, меѓутоа владата такви одлуки донесе, колку се оправдани тврдењата дека политиката стави раце во науката? Одговор веднаш имам на све, меѓутоа веднаш да ви речам. Стручно советодавно тело на министерот за здравство. ЕНДЕ. Не вие, зборувам за вас. Комисијата за заразни болести е стручно советодавно тело на министерот за здравство. Ние кажуваме протокол, го даваме протоколот, го даваме на главен кризен штаб, тие го разговараат и одлучуваат. За одредени работи, еве во голем процент ќе речам, ќе ме прашате што е тоа голем процент, еве би рекол во 95% нашите барања и нашите протоколи се испочитувани. Меѓутоа, верувам, да, ама тоа е јавно познато, ќе ме прашаш зошто е тоа така, заради фактот дека ние препорачавме за одредени верски празници да има лимит од до четврток, понеделник. Меѓутоа, на повисоко ниво, не сум ја тој што одлучувам за све, или комисијата не е таа што одлучува за све, беше договорено така и така како што беше договорено. Ние за сето тоа имаме документација, имаме материјал. Ние што сме рекле, дури во некој медиум ми се кажа 2 дена порано. Комисијата предложила тоа и тоа. Толку. А што некоја се направило компромис, ја би рекол компромис во целата работа, во интерес на виши интерес. Толку. Без коментар понатака. И ја не сум тој што треба да коментира. Моја е струката и науката. Мојата идеологија е епидемиологија. Ниту ја, ниту некој од комисијава што е во моментов не сме членови на една партија. И не ме интересира тоа кој што мисли и како мисли, тоа е нечие мислење, тоа е нивна работа на тие што мислат. Зашто јас сум 27 години во секоја партија на водници. Па да бев во секоја партија до сега, кај ќе ми беше крајот? Трето или четврто, пошто сум ви гост во емисијата, немам политички ангажман, немам политички амбиции. Зашто некои така ме окарактеризира докторот со политички амбиции на 2 години пред пензија. Види богати. Ќе направиме пауза за реклами, па се враќаме во студио. Останете на Алфа. Да, се враќаме во студио. Гледате што не е јасно. Председателот на Комисијата за заразни болести, доктор Жарко Караджовски, вечерва мој соговорник. Докторе, рековте дека сте имале 106, ако не се лажам, 106 состаноци, заклучно со денеска се Комисијата за заразни болести, така. Дали пред владата да донесе каква било мерка во вонредна состојба, некој од вас образлагаше таму што треба да се донесе, како треба да се донесе, зошто тоа треба да се донесе, зошто треба да има полициски час или не знам, зошто треба да не работат градинките, школите? Многу добро прашање, заради тоа што народот мора да биде запознат како е функционирано во овој изминат период, а пред се председател на комисијата што има работено. На 3 наврати сум бил представник на Комисијата за заразни заболувања при Министерство за здравство на главниот кризен штаб по владата на Република Северна Македонија. Што тоа значи? Ја образложував првата мерка, односно како јас и комисијата го замислуваме COVID-19 во државата во периодот од март месец па натака. При што е дадена една ретроспектива што беше во светот, што во моментот е кај нас и како ние го замислуваме здравствениот систем во периодот кој што следи. Имав саат и пол излагање во владата.
со бројни примери како треба да се направи сето тоа што е, за да владата после тоа донесе своја одлука за воведување на вонредна состојба преку претседателот, меѓутоа и за функционирање како на државата, така и на здравствениот систем. Понатака, во 2 наврата бев кај претседателот Пендаровски, тогаш кога требаше да се за прв пат продолжи вонредната состојба за на министрите кои што се представници на владата, заедно со претседателот, заедно со надворешните членови во кабинетот на претседателот, за да елаборираме каква е актуелната состојба во државата и дали ќе се продолжи вонредната состојба. И трето што е најважно, за мене најважно, 3 пати бев со министерот Венко Филипче на пресконференција во влада, односно каде што бевме отворени према медиумите да нам прашаат тоа што сметаат дека е потребно да дознаат како функционира државата во моментот и што ни се случува. Значи, не е тоа дека ние нешто сме измислиле, а никој во владата не знаел. Односно, сите биле добро запознаени со актуелната состојба, сите знаат како се замислуваше тоа да го направи, а протоколите што ги дадовме на главен кризен штаб се точно олицетворение и оцртување на она што ние го планиравме. А еве вака во процент. Од тоа што 100% сте го побарале. Преку 90% испочитувано. И како тогаш ни се случи во јули, кога е топло времето, кога сите мислеа дека вирусот ќе ослаби, да имаме 240 заболени, Македонија Светска здравствена организација да ја стави во групата на 11 земји каде што најбрзо се шири вирусот, да зборуваме за двоцифрен број на мртви. Добро, одлично прашање, одлично. Прво и основно, народот помисли со почетокот на олабавување на мерките, вирусот го снема. Или одредени медиуми, одредени луѓе, дури и исламска верска заедница пред реисот Улулема, Хаджи Ефенди Сулейман Реджепи, рече, коронавирусот умрел. Добро. Значи, една тотална измишлјотина, тотална неинформираност и тотално залудување на нашиот народ. Без разлика што се тоа наши сограѓани од исламска вероисповест. Не мислите дека премногу акцентот на вина на народот го ставате? Па добро, еве, пред малку коментирав и со возачот што ме донесе до овде. Доколку сите носиме маска заштитна, 95% сите ако ја носиме, ризикот е намален. Основа на све. Вирусот нема да го снема во топлите летни месеци. Поинт. Зошто? Народот мислеше, сега ќе дојде лето и вирусот ќе го снема заради тоа што ова е респираторно заболување и ќе го снема исто како што го снемува грипот после месец март и април. Не е точно. Зошто? На јужната земјина хемисфера, а читајте, тоа се вика Австралија, Индија, Бразил, тамо хара во моментов болест. А тие се околу екватор. Значи, ако кај нас е 35, некаде околу екватор е 45 степени, а вирусот стои. Значи, идејата дека вирусот во летните месеци ќе го снема е грешка. Второ, вирусот има ослабена вируленција, намалена можност да пренесува заразно заболување и да не биде толку силен за да може да предизвика болест. Не е точна. Вирусот е ист. Не е сменет вирусот. COVID-19, SARS-CoV-2 е истиот вирус. Што е сменето? Ментишот на народот е сменет. Зашто народот мисли, дали ме разбравте ментиш, тоа ми е оној израз кој што го кажувам, менталитетот и размислата на народот дека се е готово, се е завршено. Дајте сега да се пуштиме. Ми изгледаше како народот едва и чека да се пуштат кафани, кафичи, ресторани, кладионици, луѓето да може да почнат да прават веселби, да прават. Никаде ние во ниеден протокол не сме ставиле дека потребно е да се не почитуваат мерките, зашто све заврши. Како ги коментиравате овие последниве случувања викендов журки што се организира? Најстрого да се казнат најстрого сите лица кои што прават спротивно на законот, групни собири, групна прослава, свадба, крштевка, веридба, журка или не знам што и не знам што, меѓутоа треба некој да казни и да санкционира. Значи не можеме да играме повеќе дека слушате, ајде добро е све, мање од 200 имаме. Луѓе, доколку ни се случува ова, има две опции. Или во моментов размислуваме на
помеките мерки, а помека мерка е едноставната мерка. Дистанца, заштитна маска, дезинфекција на раце и не групирање на голема група на луѓе. Кои беа грешките? Грешките беа на одредени држави, кај нас се уште не се случило тоа, ве молам. Прво, не сме отвориле градинки, основни, средни и факултети. Или можеле да се полагаат испити и упис во средни и основни факултети, меѓутоа под протокол. А како ќе биде од септември? Веднаш ќе ви речам, ние се уште будно и денеска разговаравме на таа тема. Што ќе ни се случи во септември? Ја следиме состојбата, ќе видиме што ќе биде, меѓутоа постои опција А и опција Б. Првата опција се вели учиме надалечно на информатички начин, односно учиме преку компјутер и на информатички. Значи, професорите, наставниците, учителите ќе ги учат децата на далечинско преку компјутер. Или опција Б, ќе ги отвориме училиштата, ама не по 40 деца у клас. Тоа никако. А градинка? Градинка, исто така коректно прашање, заради тоа што дел од нашите вработени се уште седат дома, поготово тие што имаат малолетни деца и кај што нема кој да ги чува. Меѓутоа, повторувам, под протокол, а ние тоа го правевме скринингот, ако ви текнува пред месец дена. Ние поминавме преку 4000, нешто испод 4000 и нешто е вкупниот број, околу 4000 скрининг тестови направени се во градинките со цел тогаш да ги отвориме. Меѓутоа, како ескалираше состојбата на лошо, стоп. Сторно. Зошто? Ви реков на почеток. Малите дечиња не можат, се уште се толку мали да не можат да сватат дека треба да држат дистанца. Децата си играат меѓу себе. Се инфицираат едно со друго, ја пренесуваат болеста во домаќинството, кај мама и тато, кај дедо и баба. Децата со лесна клиничка слика ќе поминат лесно, или помладите братчиња и сестрички, татковци, мајки, баби и дедовци завршуваат во болница. Ве молам, кога некој ќе ми рече болеста што зборуваш доктор не е смртоносна. За 10 денеска починати болеста е 100% смртоносна. Значи кога некој ќе Зошто толку голем број на мртви? 12, 10. 5, 8, 10, 12. Па управо тоа сакам да му влезе на народот во мозок, дека од болеста се умира. Ова не е туку така лесна инфекција. Зошто? Немаме лекови, немаме вакцина. Имаме нешто што се вика превенција и оној момент кога ќе дојдеш да се разболиш, ние даваме антибиотици. Азитромицин, субамед даваме на почеток хлороквин, даваме некакви други препарати, дури почнавме со плазма, дури почнавме со не знам што, меѓутоа тоа не е основниот лек. Оној момент кога ќе имаме вакцина, тоа се вика круцијална работа. И веднаш ви одговорам за да не ме прашувате понатака за вакцината. Кога ќе биде, докторе, вакцината? Според мојата проценка, следната календарска година која ќе замине, тек тогаш ќе имаме ефективна вакцина. Одредени истражувања се прават во моментот, факти е, низ Соединетите држави, во Европа, Европска унија, Русија и другите побогати држави, кои што може да си го дозволат тоа, се прават тестови, меѓутоа, сето тоа се вика clinical trial, клиничко испитување. Оној момент кој ќе се испитаат тие клинички се дават на доброволци, кај нив се гледа ефектот, дали е прво токсична за организмот и дали е имуногена, дали може да створи реакција во организмот за да се створи заштита. Меѓутоа, проста математика, не има на земјинава топка 7 милиарди луѓе. Кој ќе произведе 7 милиарди вакцини? Фирмата која што треба да произведе ќе се вика Кети Комерц. Таа Кети Комерц, се извинам што на вас кажувам, за да не испаднам Жарко Комерц, зашто некој ќе ме осуди после дека правам бизнис. Добро. Кети Комерц ќе направи 7 милиарди, пошто вие Катерина Гетева, иначе водителката, Кети Комерц ќе направи 7 милиарди вакцини, на кого први ќе ги продадете вакцините? На богатите, тие што ќе платат со злато и со пари. Ќе видиме и ние ќе добиеме нешто, ама делот од колачето, некои трошки ќе ги добиеме малце подоцна. Нема да биде социјална правда за да ги добиеме на исти делови колку Америка толку и ние, колку Британија толку и ние. Ние ќе бидеме некаде тамо на зачеле. Кој ќе вакцинираме? За да имаме колективен имунитет е потребно во едно население. Ова го елаборирам заради тоа што лани ме слуша населението дека 19 пати зборував за вакцинација против морбили. Имаме вакцина за морбили која е ефектна, ефикасна. После 19 изјави дадовме, тоа траеше повеќе месеци, значи да не испаднам јас се фалам во еден ден, сум го рекол тоа и веднаш се испочитувала. 19 пати го молев населението да примат нивните деца вакцина.
55.000 дози се дадени вакцина. Зошто сега немаме морбили? Се створи имунитет. Сега, за да ја завртиме работата, за да имаме колективен имунитет, потребно е 65-70% од населението да преболи. Меѓутоа, за сега, СЗО, нити било која институција, ние учиме се уште од СЗО, ни нема речено дека после преболувањето постои долготраен солиден имунитет. Тој се ствара кај одредени други бактериски инфекции кои ќе се вакцинираме. 70% на 2 милиона народ во Македонија е 1.400.000 луѓе треба да заболат. Кој здравствен систем може да си дозволи 1.400.000 луѓе да заболат, од кои 20% на 1.400.000 луѓе се 250.000 хоспитализации? Колку нашиот систем може да издржи? Два пати сум ја рекол оваа работа, ќе ја повторам трет пат, веројатно народот ќе заборавил или заборава. Првата реченица. Одамна ве немало на телевизија. Ме немало, се сложувам. При проценката што ја правевме првична, зборувавме за над 1000 кревети. Во моментов, ако ме прашате колку државава располага или кои капацитети се исполнети, сите инфективни оделенија во државава се 80 до 90% исполнети. Инфективна клиника е... Ма јас не ве прашувам за креветите. Кревети може и да се купат и да се стават. Колку здравствениот капацитет на систем, нашите лекари можат да издржат? Колку е нивниот максимум? Затоа што во Италија се случија толку голем број на смртни случаи, не затоа што нема кревети, туку затоа што здравствените работници се тие. И ние здравствените работници кај нас се тие. Ние имаме, добро го рековте ова, ограничен пул на здравствени работници и соработници. Ние имаме кревети онолку колку што да, можеме да направиме нови, ќе направиме, ќе ви го одговорам и тоа. Меѓутоа, како ќе му помогнеме на здравствениот систем, ако сите заеднички не му помогнеме? Со пари не може. Ние можеме да земеме нова милиарда, да речеме еве милиарда за нов здравствен систем. Луѓе немаме. Имаме 3-40 епидемиолози активни во државава. Имаме 40 на 50 инфектолози. Имаме пулмолози и тоа е фондот. Значи, немаме ни друг фонд на луѓе. Значи, со ротација на кадар, со трансформација на одредени оддели, со повикување на здравствен персонал од натрешноста овде, ние сме на крај на силите. На прашањето кој од нас земал годишен одмор? Никој. Кој од нас кога бил дома за викенд? Никој. Кој од нас доаѓа во состојба од 6 саба или 7 излегувам до попладне 5, 6, 7, 10? Сите. Значи, ова е војна, ова е борба во која што доколку населението не ни помогне, ние ќе издишеме еден ден. Дали ќе се воведат, сега имаме продолжен викенд за 2 август, дали ќе ги заострите мерките, односно дали ќе има карантин? Полициски час, поточно, точно. Одлично прашање, пошто стално ни ги прашуваат овој тип на идеи, народот или предпоставува, или не знам што, или не знам од каде е тоа мислење. Меѓутоа, за 2 август, за прославите на 2 август сме направиле протоколи. Протоколите се дадени во влада. Владата го разгледува, нели имаме прослава во Крушево, прослава во Пелинце, прослава овдека, и тоа е она што е дадено со протокол. Сето тоа ќе се направи на начин на кој што ние го уредуваме. Дистанца, заштитна маска, дезинфекција, ограден простор, на 2 метра седење, 2 метра стоење и така натака. Меѓутоа, комисијата за сега не разгледува, ве молам, не разгледува опција за ставање на населението во карантин, односно полициски час. На прашањето зошто, се уште имаме кадар, опрема, простор за да работиме, се уште имаме медицински кадар кој што го ротираме. Со други зборови, верувам дека Министерството за здравство ќе ни излезе во пресред и дел од луѓето ќе ги пушти додат на годишен одмор. Мал, краток, 7 дена, ама да здивнеме малку, за да собереме нова сила. За мене е круцијално... Докторе, а не постои опасност пак да не се случи тоа? Во мај во Скопје имавме 0 заболени, сега имаме 400 колку? Клучно. Во Скопје имаме 3800 активни случаи. Меѓутоа, проблемот е што на почетокот на јуни имавме 1:3 скопските населби, 1:друга која би ги анализирале. Тогаш Чаир, во однос на останатите населби, бројот на инфицирани и бројот на активни случаи беше 1:3. Значи Чаир во однос на центар... Зошто Чаир не се затвори во карантин? Ако Скопје не можете, бидејќи нели нема 2 влеза како Дебар,
2 влеза, 2 излеза, зошто Чаир не го ставивте првите кластери таму букна? Клучно прашање, одлично, да не речам 25 пати Многу ми ме го поставили. пофалувавте, ќе мислат дека однапред сме ги договориле прашањата, иако кога кажав дека дали сакате да знаете во која насока ќе го движам разговорот, ме искаравте денеска по телефон. Па прва реченица што никогаш на ниеден новинар не сум му рекол што ќе ме праша. Чаир. За Чаир. Јас сум дете од Скопје. Го знам Чаир на прсти. Знам кај граничи Чаир, за народот што не знае да му објаснам. Чаир граничи со Народна универзитетска библиотека. Чаир граничи со комплексот факултети. Чаир е и Битпазар, Чаир е Јаја Паша, Чаир е и Дижонска, Чаир е и Џон Кенеди, Чаир е и Скопје Север, па врти десно према излезот према Топанско поле и тоа е народ од 60.000 жители. Значи, како што ви ги кажав, улиците толку има излези во Чаир. Некој ќе ми рече град со 60.000 жители. Да, ние околу лесно можеме да речеме ќе ставиме 10.000 полицајци. Макар да нема толку, ама 10.000 луѓе надзорни. А унутра? Невозможно е. Невозможно е. Лесно беше со Дебар. Прво, 2 улаза излаза, 2 рампи, нема улаз, нема излаз. А ја разгледувавте таа опција? Све е разгледувано. И цела држава, и поедини региони, и поедини населби, и поедини делови од одредени населби. Нема шанса. На прашањето дали Штип можеме да го ставиме во карантин? Па можевме. Меѓутоа што ќе се случеше? Таму има 7.000 вработени во 20 на 30 текстилни фабрики. Во одредени текстилни фабрики немаше ништо. Меѓутоа ги затворивме онамо кај што имаме проблем. Нас проблемот сега ни е нешто што ни се случува, што никој не можеше да го предвиди. А тоа е групни славења, групни веселби, групни крштевки, свадби, погреби, Добро, како не можевте да го предвидите, го знаете менталитетот во државата, знаете што се случува? Кога би го знаел ја менталитетот на народов, кај ќе ми беше крај. Најлесно е некој да го треснеш по глава и по джеп. Народот наш, која ќе отиде во странство, од сите овие што велиме, ние живееме во странство толку и толку жители. Па најкоректни германци во Германија се лицата што се дојдени од Македонија што живеат таму. Во Швајцарија исто, во Шведска исто. Ама тамо трес по джеп се вика пола плата. Па живеј со другата половина. Еднаш како ќе те обележи, па никој тамо не сака да фрли џубре на страна. Ојте видите кај нас како е. Никој, ти му велиш носи заштитна маска, тој те гледа бледо и сика пушти го овој бударетин кај што ни кажува. Има нешто што ние велиме круцијално, а на сите тоа им го кажувам. Еве, со сите медиуми дискутирам и полемизирам. Кажете ми нова метода која што некаде во светот се спроведува, а ние не ја спроведуваме. А ја се спроведува во Америка, во Скандинавија, во Швајцарија, во Шпанија, во Италија, во не знам каде. Секаде е истата мерка. Па сега, вчера ја мислам дека вие исто така следите. Ломбардија, 0 случај. Чекайте, Ломбардија, тамо е 26 милиона луѓе, ако ништо друго тоа се Торино, Милано, Венеција, Верона и околните градови. Тие го извлекоа заклучокот од она што им се случи. Зашто? 40 дена беа под карантин. Еве, јас следам, морам да следам. Мелбурн воведе 40-дневен карантин за населението. Без разлика Мелбурн, знаете, Австралија е мешовита држава од повеќе националности. Па имаме наши луѓе што живеат во тој Мелбурн. Имам ја некои далечни роднини тамо во некој Томастаун. Значи, тие се најверните и најкоректните спрема власта. Ние велиме вака, нема ковид, ковид умре. Нема ковид, ништо не ние. Луѓе, за овие лица што се заболени, болеста е 100% смртоноста за оние лица што починале. Значи, за нив не важи она 80% имаат лесна клиничка слика. За нив е 100% смртоносна. За тие 20% е со тешка пнеумонија, тоа е тешка клиничка слика. За народот да ме свати поозбилно. Прво, не ми доликува на 62 години да изнесувам невистина. Кога би можел, а не можам, кога би можел, само да ве пуштам со едно окце да видите кај лежат тие луѓе, во какви услови се лекуваат, како персоналот гине за нив, во наводници, какви све невидени човечки напори се даваат за некој да не свати озбилно. Да видат тие луѓе како ти му викаш на некого диши, а тој вика не можам да дишам, морам маска. Значи тоа се маки. Меѓутоа немам намера да изигравам ја овдека мученик. Меѓутоа сакам да свати населението
дека од ова нема бегање. Ние мора да научиме да живееме со оваа болест. Ова нема да заврши за месец, два, три, како што некои викаат, за нова година готово нема да има. Луѓе, ќе ни се искомплицира состојбата заедно со COVID-19 инфлуенца. За тоа морам да коментирам, ве молам секунд само. Зошто е тоа битно? Секоја календарска година... Зборуваме за грипот? За грипот. Так. Инфлуенца која што ќе дојде, сакале, не сакале, природата ни е таква. Мислам, nature, природа. Декември, на јануари, февруар ќе имаме прв талас на инфлуенца или сезонски грип. Сезонскиот грип, врз на моето искуство 30 години во државава, има два пика, два таласа. Едниот е 6 до 9 недела во јануари, а вториот е втора половина на февруари и почетокот на март. Што тоа значи во пракса? Лани имавме 40.000 случаи. И се замислите колку хоспитализации, зашто болеста се манифестира со тешка клиничка слика, воспаление на бели дробови, воспаление на централен нервен систем, кои што лицата мора да се хоспитализираат. Не може да им речем на ливода, на ледина ќе ве лечиме. Меѓутоа имаме и ковид, во моментов ќе го имаме уште поише со вакво однесување на населението. Кој ќе ги споиме тие две, не 240, ќе збориме за 500 случаи. Кој здравствен систем ќе го издржи? Кои се тоа доктори нови, ќе ги направиме за овие 3 месеца, за да можат адекватно да се справат со ова. Рековме, опрема, да, ќе набавиме. Правиме нови монтажни болници во 16 центри во државата. Ќе биде COVID-2, како што е на инфективна клиника, оној центар направен во контейнери. Во 16 ќе имаме место за хоспитализација, ќе имаме место за тријажа и ќе имаме место за диагностика. Што добиваме со тоа? Во моментов имаме 11 лаборатории кои што работат во системот, што приватни, што државни, за диагностика. Пазите, почнавме само со Институт за јавно здравје. Досега имаме направено 86.455 теста. 86.000, од кои имаме 9.000 позитивни. Кога ги спомнавте тоа е тестовите... некаде околу 11% од сите случаи. Кога ги спомнавте тестовите, дали постои некое контролирање или селекција на информација во јавност за да не направите паника? Или колку што се тестираат, толку се објавуваат? Ве молам, прашање кое што е можеби за на улица, дали ние докторите или институтот... Тоа гледачите го зборуваат и најмногу се зборува по социјалните мрежи. По социјалните мрежи може да пишуваат и да кажуваат што год сакаат, затоа е ова демократска држава. Така. По самото тоа ќе видите што значи демократија. Така. Можеш некој да го... Имаме уште 5 минути, а имам уште две клучни прашања. Клучното е, никој, никогаш, никаде, во ниедна институција на Министерството за здравство и во институциите што работат во склоп на Министерство за здравство, тестови, ниеден тест не е скриен. Ниеден позитивен не е скриен, ниеден починат не е скриен. Така. Енде. Имаме смртни случаи на млади лица. Само ве молам, кратко ќе ми одговарате, бидејќи имам уште 5 минути. И имаме нови кластери по градовите. Како се шират кластерите по градовите? Градови каде што немало досега заболени, меѓутоа се јавуваат нови. Младите Дали лица, заразата е од младите Скопје, лица, младите лица во последниве 2 месеца се покажа секаде во светот дека повеќе заболуваат и имаат потешка клиничка слика. И имаме поместување на кривата на заболување према 40 и 50 години. Претходно беше на 60 и нагоре, се е 40, 50 и 30 до 40. Значи, секоја млада генерација повеќе заболува. Дали кластерите се шират? Да. Што тоа значи во пракса? Ниеден случај немаше во Свети Николе. Во моментов имаме бомба во Свети Николе. Зошто? Мода Свети Николе имаше позитивни, Закоп Свети Николе погреб имаше 300 луѓе. Кој е новиот Вухан? Имаме во Немаме Македонија? нов Вухан, имаме ни цела територија на републиката ширење, локална трансмисија на вирусот во повеќе градови, меѓутоа ги држиме под контрола. Ако ова е новото нормално, мое последно прашање, режија се надевам дека имам уште некоја 2-3 минути, кое што најмногу и паѓа тешко на младата популација, ако сега таа е во жариштето, дали ковидот се пренесува преку интимни, сексуални односи или преку бакнеш? Значи, преку бакнеш, затоа носиме и заштитна маска. Народе, немој да си дувате, да си кажувате на увце, да си шептите и да се бакнувате со непроверено лице. Зошто? Не знаете со кого сум бил јас денеска во контакт и кој бил во контакт со мене и кој на кого пренел. Понатака, инкубацијата е до 14 дена, меѓутоа 5 до 7 дена е просечната инкубација. Со други зборови, внимавајте на респираторен близок контакт
меѓу две лица, поготово што не знаете кој со кого бил денеска во контакт. На второто, најновите истражувања кажуваат дека вирусот не се пренесува преку сперма. Тоа го прочитав минатата недела. Со други зборови, сексуален контакт на овој начин. Да, меѓутоа малце не ми е јасно каков е тој сексуален контакт без бакнување. Доктор Караджовски, ви благодарам што бевте дел од Што не е јасно. Благодарам и на вас, повелете друг пат повикајте ме. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Останете со добро, имајте пријатна вечер со програмата на телевизија Алфа.